Почитувани гледачи, еве сме со најновото издание од емисијата од своја страна. Во ова денешно издание одлучив да ја раскажеме приказната за 13-годишната Кристина Митровска од Скопје, која што боледува од Кендал синдром, болест која што кај нас е ретко да се слушне. Болест која што се карактеризира со чести осипи на кожата, високи температури и трески. Кендал синдром или уште попознат како синдром на свеќа. 9 години Кристина и незината мајка талкаат по институциите во државата додека не им биде откриена диагнозата. Диагнозата им ја откриваат во специјализирана клиника во Америка, односно во Вашингтон, каде што таму продолжува и незината приказна и незиното лекување. Кристина и незината мајка топло не пречекаа во нивниот дом, каде што токму пред камерите на телевизија Сонце ќе раскажеме приказната за оваа девојка, која што единствена желба е да може да порасне и да биде како незините врснички. Господјо Кате, ви благодарам што не пречекавте во вашиот дом. Како сте? Добри, фала на прашање. Дојдовме да ја раскажеме приказната за вашата ќерка. Ајде да почнеме од почеток. Кога се јавува болеста? Болеста и се јави од 3 години која имаше. Како осетивте? Почнаа првите симптоми? Со висока температура, Така. осип на кожава имаше, коскиве на нозеве не беа добри. Предпоставувам побаравте помош од нашите институции? Да. 9 години нон-стоп беше на по болници. По 2-3 месеца знаеше да останеме во болница, али ништо. Меѓутоа без диагноза. Без Цели диагноза. 9 години. Цели 9 години, да. Диагнозата ја добивате во Америка. Америка по препорака на наш доктор, Да. каде што е констатиран Кендал синдром, односно синдром на свеќа. Што представува таа ретка болест? Таа представува, значи, фатено е, со бубрезиве почна мозокот, срцето не е добро, че со сите органи на тело. Така, побаравте помош од институциите. Вие позади камерите ми напоменавте дека лекувањето во Америка е бесплатно, меѓутоа трошоците, оние дополнителни трошоци околу престојот таму, околу патувањето, Така. сите се на ваш товар. Да. На колку време треба да ја посетите клиниката во Вашингтон? Секои 3 месеци. Значи вие на секои 3 месеци со Кристина патувате? Одиме, да, за Вашингтон. Така, а што ви кажуваат од таму? Ќе има ли крајно решение за оваа болест? Па, ако даде Господ да е она подобро, да излезе све добро, ама како се повеќе што одиме, све повеќе проблеми излагаат. Сега е подобро, ама пак треба трансплантација на коски, на срчки, треба мозочето и најдоа сега металчиња. Меѓутоа терапиите таму се чувствува значително Да, подобрување. подобро, да. Има значи има 6 месеци како она е многу подобра од како отидовме првиот пат. Со што се соочивте кога побаравте помош овде кај нас од Министерството? Се надевам дека сте побарале, нели? Да, побаравме, имавме покана од Америка за девојчето да се установи диагноза. Бевме тамо, ни побараа дали имаме фискална нешто или колку ќе кошта тоа лекувањето, ама ние тоа ништо немавме и бевме добиени дека не ни следувало. Покушавме така, ама ништо од тоа. Така да мораме сами да се снаоѓаме. Тешко Со ли е? кредити, со позајмици, со донации. Да, еднаш годишно ова го правам, ама тоа еднаш годишно мораш да го мислиш 4 пати да одиш. Хумани ли се граѓаните? Да, фала на граѓаните, да, искочија во пресред и овозможија на Кристина да се лекува, фала им. И дај Боже и понатака да бидат хумани, за да може девојчето да продолжи да се лекува, да не го стопираме лекувањето. А што ви е најпотребно во моментот?
Во моментот, да, финансиски средства ми се потребни за картите, за Така, вие сами ги плаќате картите до клиниката, сместувањето таму и сите останати трошоци? Да. А што е со лековите? Дали кај нас можеби за оваа ретка болест има лекови или треба и тие да се набавуваат од други држави? Овде кај нас нема лекови. Или можеби воедно во Америка ви ги даваат и лековите? Да, во Америка да, и ги даваат лековите. Сите што и се неопходни за тоа што јас им реков дека немам финансиски средства за да ги обезбедиме ние овде. Дека мене фондот нема шанси да ги обезбеди, како што е. Ние се трудиме да може да ги набават они за да не ги дадат. На секои 3 месеци идеме, лековите ние си ги добиваме. Какви се прогнозите на докторите во Вашингтон? Прекрасни. Тоа се гледа и во вашите очи колку надеж има вставено? Да, јас сум многу задоволна од докторите во Америка, затоа што девојчево овде пред да почнеме да идеме да лечиме, девојчево ми беше мислам дека за месец дена да не тргнем. Она ќе ми починеше. Ние со количка сегде ја носев. И откажа и ноги, и тоа беше катастрофа. Ние дигнавме раце и рековме готово е Кристина. Меѓутоа во ниеден момент не се откажавте и не се откажувате до ден денес? Не, ја добивме поканата од Америка дека не поканува да ја диагностираат диагнозата, ама излезе чудо, што она предложи да се лекува и понатаму. Каква девојче е Кристина? Кристина е едноумно девојче, едномирно девојче, што сака телефони, на телефон. Мене ми кажа дека ногти ќе ми прави, она прави ногти, еве ќе кажем и пред нашите гледачи, Кристина има 13 години и толку прекрасно изработува ногти што следниот пат ќе прави ногти на водителката, така ли? Да. Кажи ми како се чувствуваш ти? Те боли нешто? Не. Одиш во училиште? Да. Одиш во училиште? Да. Кој оделение си? 7. 7 оделение, тешко е таму? Малку. Слушаат наставниците? А ти ги слушаш? Како ти е со другарчињата? Имаш другарчиња? Сакаат да се дружат со тебе? Не. Не сакаат да се дружат? Срам да има. Со кого седиш во клуб? Па седиме така кога ќе не наместа. Си правите муабет? Не, на час не. На час не? А телефони на час? Не. Оговарат? Малку? Не. Не. Која е твојата најголема желба, Кристина? Што сакаш? Што сакаш да бидеш ти во животот? Што најмногу посакуваш, еве? Еве, например, јас сум Дедо Мраз. Што га посакаш од Дедо Мраз? А? Твоето здравје прво. Прво да оздравиш? Да порасне како сите другарчиња, другарки. Да порасне. Да пораснеш сакаш. Тоа ти е најголемата желба. Кристина, јас верувам дека Господ е голем и дека со сите доктори во Америка кои што верувам дека ќе ти помогнат, ти ќе оздравиш, ќе пораснеш, ќе облечеме штикли ако треба и ќе излезе. Тоа ми е најголема желба, стално ми вика, мамо, што си ме родила и ти да се мачиш и ја да се мачам. Зашто бе, Керко? Ќе биде добро. Не се секирај. Кристина, сите сме различни, сите имаме различни проблеми, можеби тебе тоа ти е најголемиот проблем, за друг е друго. Меѓутоа, секогаш има решение и секогаш Господ е голем и ќе излеземе победници од сето ова. Кога ќе падне болна, стално вика, па мора ли све кај мене болеста да дојде? Мора ли ова и мене да ме фати? Господ им ги дава најтешките битки на оние кои што можат да се борат и на оние кои што знаат како да победат во тие битки и на оние кои што излегуваат победници. А ти си многу силна девојка. Ти веруваш, нели, мамо? И еден ден ќе биде се уред. Што ќе посакаш? Што ќе им порачаш на сите оние кои што ќе те видат во емисијата? Да помогнат финансиски за да продолжи твоето лекување, да ја помогнат на твојата мајка, односно на твоите родители. И на крајот сите заедно со насмевка да ја победиме болеста. Така? Госпојката? Да кажеме дека девојчева за проект почна да има и напади. Мора да бидеш присутен. Ние на 2 сата се боцкаме, заборавме да ставиме инекциите. Се боцкаме, а мора на работа да идеш колку пати. Викавме, види вако на емисијата што имаше со Милена. Се бореше за да бидам ослободена од работа, ама не можев тоа да го успеа.
девојчето ми беше многу полошо. Тоа ќе ве прашав и јас, потребно е секојаш човек до неа? Да. Сама не. Да. Вие одите на работа, вашиот сопруг исто? Да. Одиме брати, татко и јас, сите сме на работа. Сите сме на работа. Значи на Кристина и треба човек Да, до неа. и Христина поише во школа е, со наставничката нон-стоп, а нешто има одма. Мораш такси да фатам и право. Како Додека реагираат? не се боцне, она не може да се освести. Какви се тие напади? Се онесвестува? И мора да се боцне за Мора да... затоа што крвта не е добра, затоа се треба трансплантација. Трансплантација на кускена срж. Така е, господи Катја, како реагираат доđињата на нејзина возраст околу неа? Кристина ми кажа дека нема другарчиња. Нема, тоа и е Дали може најтешко да се да. дистанцираат Ја, поради болест? Да, дека и многу малечка. Не. Незината Они се болест, меѓутоа не поголемки, е да. заразна, сето тоа треба да им биде јасно. Тие се дечиња на 13 години возраст. Такви Меѓутоа, се нашите Тоа девојчиња. е што е. Да, бефике директорката и со мајки некои од девојчињата разговарав, али не е до нас родителите, тоа е самите деца. До самите деца кога се нели соберат две-три девојчиња и како што викаш, уговарање, немој со Кристина да играш. И толку. Некад. И она еве дома повеќе ќе се занимава со ногти, со телефон, Инстаграм, ќе црта некогаш. Сака да црта. Кристина имаш Инстаграм? Да. Добро, ќе бидеме пријатели. Да. Господи Кате, следно одење во Америка е во март, како што 28 ве март. сватив, 28 март. До тогаш ќе бидат отворени броеви за донација, трансакцијска сметка ваша исто така. Хуманите граѓани повторно да се Да. покажат на дело за да ви помогнат, нели, за да ги соберете оние финансиски средства кои што ви се потребни како да отидете таму, Да. исто така и да се сместите. И сиот тој период кој што ќе треба да бидете таму во текот на незиното лекување. Им заблагодарувам на сите граѓани, сите доброволци што беа се собере кумената средства за Кристина за да може она понатамо да се лекува, што и го возможија тоа. Фала им многу и понатака ќе ги замолам да не прекинуваме девојчева да се лекува, да може и понатака да се лекува. Тоа е мојот еден апел. Ги молам сите кој може да донира, нека донира доди Кристина да се лекува. Тоа и е најпотребно. Така. Господи Кате, Кристина и тебе ви честитам на храброста. Вие сте пример дека секогаш надежта е онаа која што не одржува и дека секогаш на крајот треба да гледаме напред, дека животот продолжува колку и да е тешко, колку и да се тешки борбите. Јас верувам дека Кристина ќе излезе победник од оваа битка наречена синдром на свеќа. Ви посакувам што поспокоен живот понатаму, многу здравие, ние сме овде, ќе го расшириме видеото, ќе пуштиме апел до сите оние кои што треба да го видат ова и кои што треба да помогнат и се надевам дека сите заедно од ова ќе излеземе со насмевки на лицето. Да е Боже, фала ви што дојдовте во нашиот дом да го споделите ова за мојата ќерка и да се прикаже и да можат да се соберат средства за да можеме ние да одиме пак. Почитувани гледачи, ова беше уште едно издание од емисијата од своја страна, овој пат раскажано низ призмата на приказната на 13 годишната Христина Митровска од Скопје, заедно со незината мајка, топло не пречекаа во нивниот дом овде во Скопје и раскажаа приказната за ова девојче кое што боледува од многу ретка болест овде кај нас, можеби една од најретките, синдром на свеќа или Кендал синдром. Во овој момент броевите за донација и трансакцијската сметка можете да ги забележите на самиот екран. На самиот крај јас ќе го повторам и она кое што мајката на Христина го кажа пред камерите, да ја покажеме уште еднаш нашата хуманост и да исцртаме насмевка на лицата на овие добри луѓе.